Клавдио Ивица Алексовски, ако го гледала. Ме дава како пример у секоја можна ситуација која иде на турнири. Значи не само добра, туку и лоша, затоа што толку искуства, имам и лоши искуства, кај што на пример еднаш отидовме у Белград на турнир и јас носев шпагети од Македонија, ги носев у ранец, ги направив са бајлето, кога поминавме вага дента пред тоа, ги направив са бајлето, сите јадеа освен јас. Јас си ги ставив, у пластично не ми се јадеше са бајлето. Си ги однесов пред борба ќе јадам. Са борев скрос, не ми се јадеше. Влагам у борба, ми фаќаат триаголник, тоа е зафат со нозе, тенкушат. И не ќе да тапнам, значи држав многу и веќе кога видов дека ми се затвараат очите, тргнав и раката дури не идеше. Ама сека судијата виде дека раката ми е за тапкање и вика стоп, демек толку. Ме пушта, мене само правам и не можам да станам. Пола, значи гледам црно, пола гледам што се дешава. Точки на сегде и ми вика стани демек да му окренеме раката на другиот. Некако ми помогна да станам, му крева и тренерот ми вика ајде искачај деме. Нема мрдање, нозете не идат. Ти пробуваш, ама не идат. И некако е лево десно, влагаме фаќа за рака. Добра десе. Стоиш или како? Стојаме едвај. Ме вади и ми вика добар си, му викам тренер, не те гледам. Го гледам вака и не го гледам. Ти се мути. Црно е вака, све е црно. Да. Викам тренер, не те гледам, вика добро, иди одмори се 15 минути, се бориш за трето место за 15 минути. И вака само го гледам, идам седнувам некако, легнувам и само у моите очи тоа беа 5 секунди. Легнувам и само ми доаѓа, ајде ти си наред ми вика. Значи само што легнав. Не знам дали сум заспал или што се десило. Дојди ти се бориш. Вајде и одма се завршиле борбите. Вика дојди ти се бориш, само не можам, значи јас истото чувство го имам што му викам тренер, не гледам, не можам. И само ме гледа вака и се изнервирам многу, зашто до тогаш немаше откажана борба никогаш. Да. И тоа сум јас примерот дека откажа прв пат борба, мене мојата борба ја откажа. И тоа беше као тој пример, а има и милион примери, сега да не навлагаме за тоа. Као на пример, чекај што друго. Јас сум плав појас во бразилско џуџицу. Плав појас е вториот појас, одма после белиот. Так. А јас сум многу време таму. И јас до сега требаше да идам кафеав да идам на кај црн. Ама па, ја на никоја промоција која даваат појас, ја не сум таму. Затоа што тоа се дешаваше обично на камп во Охрид, сега година правиме и додадуваат појаси. Нели полагаш за појас. Јас не идам. Тогаш осуствувам, затоа што одам на одмор или баш тогаш не сум на тренинзи, се дешавало и јас сум уште плав појас со тие што сега почињаат можеби. Ама пак и плав појас не е ништо за подценување, пак треба да си доста напреден. Ама сепак си за црн ти поиш. Повеќе ти е не за црн, ама за кафеав, како што ви кажал тренерот. Искуството за кафеав. Да. Така. Тие се некои примери што ме дава мене за пример. Така. Добро, интересно. Па добро, јас немам искуство со тоа со црното, знам, ама тоа од собрекајќи од кола. Кој ме бапна, така гледам слично искуство си имал, сега тебе те угушува, нели, добро, тоа веќе мислам дека е пострашно, затоа што баш те центрира, нели, кај што ти се виталните, нели. Буквално немаш кислород од тебе, затоа. Нем толку, да, сега може да те помина кола, ама може да Ама не миниатурно. Ама пак истото црнило мене ми се има случајно, затоа што фактички мене поише ударот ми беше главата од циментото, него ли ударот беше со 50 на саат, ама падот беше вртење. Пешки бе вака поминав пешки и само одеднаш, нели гледаш лево десно така и сега гледам таа колата Мерцедесот беше. Може да на Лазаров Мерцедес. И ја гледам доа и сега си викам ајде далеко, знаеш. И сега поминувам и сега он веројатно дали не ме видел, дали се брзал, не знам, земал газ. И земаме со ретровизорот ме цивнува, јас целиот се вртам. Кај тамам на директ? На колку тука некаде мислам дека беше. Пошто така бев наместен. Нема објаснување друго каде би или не знам дали горе се дебатиравме дали беше на грб или доле на колк, ама на крај ништо не испадна. Поише беше од ударот на глава што беше на циментот доле. И баш од ударот на циментот црнило. Пола гледам, пола не гледам, истото чувство. И доаѓаат гледам луѓе, добар ли си, па брза помош, па мајка ми, татко ми, она. И тоа све мене ми се случува во рок од 5 минути, истото чувство, буквално. Значи не сум свесен дека тоа уствари поминале 1,5 сат. Дури да доаѓа брза помош, дури да ме однесат, па гужви има, па ова, па она. И колку време? Ова беше
па втора средно, така ќе му дојде. Значи 3-4 години, така ќе му дојде.